Додека Брисел го држи проширувањето високо на својата агенда, Македонија останува надвор од европската мапа поради погрешните политики на владата на ВМРО-ДПМН, обвини председателот на СДСМ Венко Филипче во пресрет на така наречениот супер вторник на 14 јули, кога како што потврди ирското председателство со Унијата, Украина и Молдавија ќе отворат по еден, а Албанија и Црна Гора ќе затворат по неколку кластери од преговорите. Филипче предупредува дека државата останува на страна, токму во момент кога поддршката за земјите кандидати е најсилна. Со конкретни чекори, Европската Унија кажува дека проширувањето е високо на листата на приоритети во нивната агенда. Очигледно е дека благодарение на премиерот Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН ние на тој пат повеќе не сме. Очигледно е дека сме заложници на личната немоќ на премиерот Мицкоски да се справи со ова најважно прашање за нашата иднина, за иднината на граѓаните на Македонија, тоа е членството во Европската Унија. Премиерот Христијан Мицкоски пак порача дека земјава ќе продолжи со реформите, но нема да прифати безусловна промена на уставот според условите од претходната власт. Тој нагласи дека владата останува отворена за диалог и барање компромисно решение, но отфрла можност за, како што рече, капитулација. Покажавме и во декемврискиот извештај, ќе покажеме и сега во јунскиот извештај дека ние сме во суштина најнапредната држава во регионот кога станува збор за испорака на реформи. За мене промена на устав и прифаќање на тоа што прифатила претходната влада не е реформа. Не е реформа. И нашиот став е јасен и прецизен. Ние може да се договараме, може да разговараме, бараме решение, конструктивни сме и така и ќе продолжиме и понатаму, но безусловно јас подпис да ставам на нешто што прифатила претходната влада или така наречената капитулација, додека сум јас ова што сум, тоа нема да го направам. Инаку проширувањето на Унијата и европската перспектива на Западен Балкан беше во фокусот на дискусиите на состанокот во Рим на министрите за надворешни работи на групата пријатели на Западен Балкан, каде се слушна и пораки дека е нефер Украина да биде ставена на брза лента на сметка на Западен Балкан. For Italy, the relations with the Western Balkans is a political priority. For us, it's crucial to work hard for paving the way for the full membership of the Western Balkan countries. We are in favor of the Ukrainian membership, but before there are the Western Balkans, because it should be a big mistake to lose your rendezvous with the European Union. Пристапниот процес за Македонија останува блокиран. Еврокомисарката за проширување Марта Кос при посетата во Скопје порача дека ниту една земја кандидат никогаш не добила гаранција дека во текот на пристапувањето нема да се појави нов спор. Таа нагласи дека проширувањето функционира преку исполнување на преземените обврски и градење доверба меѓу кандидатите и земјите членки.